Охо. Имаме муабет. Бум. Бидејќи многу од вас ми пишаа на Инстаграм и на другите социјални мрежи, ама најмногу дека седам на Инстаграм, читав многу пораки поврзани со тоа. И бидејќи јас на мојот канал сакам секогаш да ви инволвирам и вас и да знаете и вие се што се случува и да бидете во текст со сите настани што се случуваат со мене. Да ви раскажам што како се дешава, да знаете од мене, затоа што многу пораки се не можам на сите да одговорам, а гледам дека многу се збори за тоа, па затоа решив да го направам овој видео да го кажам и се надам дека ќе бидам пократок од тоа, затоа што вака само се вртам на едно место. Бум. Како што и веќе прочитавте сигурно од насловот, ќе зборувам за Balkan Tube Fest. Што се дешава, дали стварно ме викна, дали ќе одам и такви некои си работи. Прво, дали бев поканет како гостин, не бев поканет на таков начин како што беа сите други балкански јутубери, туку имаше еден надпревар, тоест не беше надпревар, не знам како да го наречам, имаа ставено како форма за пополнување и беше ко пополнете и овие работи и на некој од вас ќе дадеме да имаат 5 минути на големата сцена на Balkan Tube Fest, да се представат себе си и својот канал и ќе добијат VIP акредитација за таму да може да се движат и 20 и тие 2 дена да бидат меѓу другите јутубери цело време. Да имаат all access да идат сега кај се сака. Бум. Требаше да напишеме зошто баш ние треба да го добиеме тоа. Јас го пополнив тоа пред едно месец дена и организаторите решија на 8 души да дадат 5 минути на сцена и јас сум во тие 8. Ја прво не знаев што се дешава кога ми стига сите тие пораки. Стеф, знаеш ли дека си одбран за Balkan Tube Fest и некои си такви работи. Ама после отидов на мејл и видов дека има мејл од Balkan Tube Fest, каде што почнаа да течат веќе сите договори. Сакав да отидам и пробав да отидам. Не е почнат, Balkan Tube Fest е утре, ама јас дадов се од себе за да се организирам, ама бидејќи ми пишаа во вторник, нема време, затоа што и самиот пат Скопје-Сараево кај нас е многу редок и настана некои си такви компликации со пасоши, со слободни денови од работа, со тие што требаше да одам и Стефан си останува дома. Бум. Многу ми е криво затоа што ние више го испланиравме настапот со организаторите на Balkan Tube Fest, зборевме неколку дена на мејл и се планиравме, ама на крај испана дека јас сепак ќе се останам дома. Жал ми и мене, беше голема шанса, сакав на тие 5 минути што ќе ги добијам на сцена да им кажам на луѓето дека YouTube Македонија постои и едноставно самата таа организација Balkan Tube Fest да знаат и македонци постојат. Знам дека GP беше инволвиран во претходниот Balkan Tube Fest, ама еве некако пак не ми се некако запознаени. Да не инволвираат колку што треба, како и сите други држави. Бум. Тоа е тоа, сакав само да ви одговорам на сите тие што прашувавте да ја завршам оваа дискусија. Бев повика на Balkan Tube Fest, требаше да имам 5 минути на сцена да се представам себе си, јутубот во Македонија. Требаше да бидам, да се дружам со другите балкански јутубери 2 дена, ама ништо од тоа. Бум. Се надам дека ви одговорив на сите. Што се случува со каналов, иначе, како што знаете од последното видео што го ставив за чудувачки факти, бев доста насинат. Сега сум многу боле. Ќе се вратам наскоро, ноември више помина, ама веќе во декември се надам дека ќе продолжам активно да си терам со видеа и сигурно ќе ви се допаднат. Тоа е тоа, ете да знаете што се дешава, затоа што и вие сте дел од овој канал, не е само мој, туку е на сите нас. Следете ме на Инстаграм затоа што кога вака ме нема некој подолг период на YouTube, кога ме нема неколку дена, на Инстаграм ќе ме најдете сигурно, така да следете ме на Инстаграм. И фала им многу за целата поддршка до сега. И долго е видео, нели требаше пократко да биде. Тоа е тоа, се гледаме во ново видео во декември, а до тогаш живи здрави сите и се гледаме. Чао. Бум. Нели ви кажав дека сакам панди? Сега имам 3. Бум.